Утре, 27 март, се одбележува Светскиот ден на театарот, а со тоа започнува и јубилејното 5-то издание на театарскиот фестивал Петре. Отворањето ќе биде резервирано за премиера на представата Тестостерон во театарот Јордан Хаџи Константинов Джинот од Велес, проект зад кој стои многу љубов, професионализам и се разбира цел колектив начело со директорот Жарко Спасовски, а под режисерската палка на Синиша Ефтимов. Утрово во Македонија наутро ќе ги поздравиме првиот човек на Велешкиот театар, Жарко Спасовски, директорот на фестивалот Петре, Ненад Цвитанов. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро, благодариме што издвоивте време за да ни дојдете во Македонија наутро, па и така ќе го започнеме разговорот. Што значи всушност јубилеот за театарот Джинот, но и за културниот живот и во Велес и во регионот? Па за фестивалот 5-та година, еден мал јубилеј, едно заокружување на овој пат кој го тргнавме пред 5 години, јас, колегата Жарко, како иницијатори за формирање на фестивалот и министерот, актуелниот министер Зојан Јутков, тогаш во улога на актери, на председател на Советот на општина Велес, започнав мој пат за формирање на фестивал посветен на една од најголемите македонски звезди, театарски звезди Петре Прличко. И сега после 5 години навистина чувствувам едно големо задоволство, бидејќи фестивалот во сите овие години порасна до тоа да стане меѓународен, да се доделуваат награди и ние да се гордееме кога ги гледаме интересот кај публиката за купување на билети. Така да се појави една фотографија од Велес деновиве, навистина беше убава гледката, верувам тоа беше поврзано со представите за фестивалот, така? Па да, ние сме сведоци Одамна немавме видено таква фотографија на некој билетар пред театар. Ние сме сведоци баш на тоа задоволство, затоа што се објавивме дека во 10 часот наутро се започнува со продажба на представата, нели, што ја споменавте, нашата нова премиера Тестостерон и освен за премиерата и за целиот фестивал се пуштија картите точно во 10 часот наутро. Но за наше пријатно изненадување, во 9 часот и 15 минути веќе имаше редица пред театарот. Што значи дека веќе се е распродадено за трите представи или има уште по некоја слободна карта? Па во првиот час се продадува веднаш представа за новата представа и реприза имаме. Значи на 27 и на 28 ја играме представата Тестостерон. За еден час се продадува тие две представи и плюс уште две представи се продадува. За останатите има се уште не знам... Уште мала бројка на карти има за останатите представи и повикуваме публиката, тие што не набавиле, да побрзаат во овие 2 дена, бидејќи скоро е готово, скоро е се распродадено. Потоа да не вртат по телефони, најдете ми карти, како што си знаеме. Па да, така за жал функционираме. Ама па е од друга страна огромно задоволство и за театарот и за сите колеги, за цел колектив, за режисерот, за нас двајца како и нели и он е од театарот вработен, како режисер ние вработен Ненад Цвитанов, јас нели во моментов како директор. Значи едно големо задоволство за сите и за фестивалот што е препознаен нашиот труд во овие 5 години. Така. Се враќаме на премиерата на Тестостерон, во режија кажавме во најавата на Синиша Ефтимов, како течеше соработката? Па веќе ни е трета соработка со Синиша Ефтимов. Сите колеги, нели, добро познати на македонската јавност и на сите наши колеги. Во представата сме 7 мажи, режисер маж, така да тоа е една наша интимна дружба, можам да ја наречам, која трае веќе скоро 2 месеци. Нормално на почеток намас малце разговори околу представата, како ќе биде, што ќе биде, се до тоа за да се префрлиме на сцена, да стане се позабавно и позабавно. Буквално секоја проба, наместо да трае, не знам, една нормална проба од 4 часа со интензивна работа, кај нас траеше повеќе, бидејќи најчесто се смеевме на наши приватни разговори. Најверојатно и се познавате и подолго. Па подолго се познаваме, сите колеги сме нели многу блиски, режисерот ни е близок, така да се до тоа помина во една многу убава атмосфера, многу позитивна атмосфера, да после секоја проба не си одиме дома, продолжуваме со разговори околу представата, на ручек заедно, онака буквално 2 месеца дишиме заедно. И самата представа е таква и публиката ќе има
баш возбудливо патување низ светот на мажите, така да како најава ќе за представата можеме да кажеме дека ќе биде сигурно една урнебесна комедија. Што значи тоа? Да. Во однос на актерската екипа за оваа представа веќе има спој на млада генерација, нови актерски сили и што се случува всушност кога ќе се спои младоста со искуството? Каков е резултатот? Па за среќа наша во оваа представа имаме баш спој на младост и искуство. Искуството е на страната на Јордан Витанов. Он е најискусниот во екипата, он е веќе пензиониран актер, ама за среќа е се уште во супер кондиција, публиката многу го сака, ние сите си го сакаме, така да он е, можеме да кажеме, главата на нашето семејство. Имаме покрај него, значи покрај Јордан Витанов, играм во представата јас, Жарко Спасовски, Фајк Мефаиловски, Благојчо Стојанов. Од младите сега, што можеме да ги кажеме најмладите, се Филип Христовски, Стефан Чениколов и нашиот првенец Васил Зафирчев. Така да ако веќе говориме за младост и искуство, значи Јордан како најискусен, веднаш потоа Васил Зафирчев, па се до Филип и до Стефан Чениколов. Така да имаме 4 генерации кои одлично функционираат. Одлично, безпрекорно, баш и тоа е коментарот на режисерот дека функционираме буквално како едно семејство кој има човек што кажува полека, малце се залетавме да се вратиме на шините. Така да сето тоа е задоволство пред се затоа што како мене кога сум бил на академија ми дале можност во нашиот театар, така еве јас имам прилика да им давам можност на моите помлади колеги да работиме заедно, да уживаме во вакви процеси. Сето тоа е препознаено од публиката, еве како што веќе споменавте, затоа се тие редици пред театарот. Така. Ајде околу програмата на Петре, што може публиката да очекува во деновите што следуваат? Кажавме за премиерата, но 8 одлични представи кои беше вистинско задоволство да се селектираат за овој фестивал. Продукцијата на македонските театри беше одлична во изминатава година и така да направивме одлична програма. Представите се и интернационалната програма со гостите од Црна Гора, Црногорско народно позориште. Не гостува со представата која доби доста награди на еден од најголемите фестивали во регионот, Стерино позорје во Нови Сад. Представата Не се клади на енглези од театарот Бора Станковиќ од Врање. Од нашите театри, Драмски театар гостува со двете хит представи, едната Куршуми над Бродвеј, другата Болва во Уво, за која за двете представи се бара карта повеќе. Македонскиот народен театар не гостува со представата Народен пратеник, која веќе втора година одлично функционира на репертоарот на Македонскиот народен театар во режија на Егон Савин. Нашиот театар со представата Тестостерон и театар комедија со представата Аматери и за затварање Око продукција со Сите прекрасни нешта во режија на Дејан Пројковски во изведба на прекрасниот актер Игор Ангелов. И мислам дека ќе имаме одлични 8 фестивалски вечери како и секоја година. На затварањето на фестивалот се доделуваат награди, тоа за најдобра представа, режија, за награда од публиката, за најдобра машка, женска, главна и споредна улога. Колку порасна фестивалот од неговото прво издание до денеска за овие 5 години и која беше вашата првична мисија кога го основавте? Првичната мисија ни беше да го пополниме тој простор на македонската театарска сцена. Фестивал кој ќе ги третира, кој нема да третира само жанровски представите или пак како некои други фестивали, туку ќе третира еден параметар, а тоа е најпопуларните представи во Македонија. Под популарност се подразбира представа која долги години е на репертоар, представа која привлекува многу публика и мислам дека беше погодок концептот на фестивалот да се однесува само на тоа навидом едноставно зборче популарност. Фестивалот сите овие години, од првата година кога за наше изненадување помина одлично тргнувајќи на тој пат, секоја година на грешките учевме, на успесите се радувавме и ги надградувавме. И токму затоа овој фестивал и после нас некој кога ќе
ќе го водат овој фестивал, ќе имаат една добра основа, еден добар продукт кој веќе се етаблирал не само во Македонија, туку и во поширокиот регион. Жарко, и ненад за крај, по повод Светскиот ден на театарот, ваша порака и прашање што не издвојува во регионот, квалитетот несомнено секако, но што е она што ни недостасува за да можеме да зборуваме за уште по-просперитетна театарска сцена? Па, да не издвојува, ние сме креативен народ, ако земеме колку имаме од нашиот фолклор, количина на како се нарекува тоа културно наследство, кое дали се песни, дали се приказни, ние сме креативен народ и токму тоа е веројатно некоја наша одлика дека знаеме да бидеме креативни во уметноста. Па веле се доказ, успешно е неговата и театарската историја, не е релативно голем град, а има навистина доста. Така, ние имаме град кој е доста не е по обем толкав и по популација, меѓутоа имаме навистина многу публика и тоа не е од сега, туку е негувано генерации и генерации наназад. Да. Многу театарски и други дејци од нашата историја токму произлегле од нашиот град. И го носиме тоа како сопствена гордост, но и како обврска за понатаму да се трудиме да секоја генерација да остави свој печат. За сето тоа што го спомнавте за публиката, има многу заслужни луѓе пред нас, нели? Ние не го измисливме сето тоа, не го направивме ние сето тоа. Има, еве кога веќе споменавме од генерацијата на Јордан Витанов пред него, од Александар Георгиевски, да не ги набројувам сите, се луѓето што се најмногу заслужни за ова денес што го имаме. Имаме една изградена публика која е театарот е за нив начин на живот едноставно. Така да ние сме среќни што имаме пред нас луѓе што се заслужни за сето тоа. А во поглед на тоа што ни издвојува, морам да го напоменам дека во изминатите години еве во контакт со нашите колеги од регионот на пример. Сите се не се изненадени, веќе знаат за колку талентирани уметници имаме во нашата држава. Не си го цениме тоа. Може би сме свесни, може би не сме, ама еве да испратиме една порака, ти реков ти порака да испратиме до сите наши сограѓани, да си го цениме тоа што го имаме во нашата држава, затоа што верувајте, за жал повеќе го ценат луѓето однадвор. Па доволно е да пуштиш регионални канали, повеќе гледаме македонски глумци во серии отколку на нашиве телевизии, што е поразително, тоа го коментиравме пред интервјуто со вас, така некој биде заедничка порака да повеќе си го цениме квалитетот. Да, така. да не фалат останатите кога ние веќе треба да сме свесни што имаме во нашата. Имаше некој од глумците од вашиот театар на глумците 5 година се забавуваат таму? Ова година не. Васил Зафирчев ни е редовен на таа манифестација, но Васил Зафирчев со обврските околу премиерата. Да, така да не можеше, ама не верувам дека наредно веќе ќе се врати повторно. Добро, ви благодариме за гостувањето. Ви благодарам и вас. Благодариме и ви посакуваме среќа во наредните фестивалски денови. Кава е важноста да се координира мозочето на детето во тие први 1000 дена, што значи исхраната е многу важна, средината, родителите и нормално интеракцијата. Ние сме сепак човечки битија. Да не биде тоа интеракција со предмет, со екран, со мобилен, со телефон, да биде интеракција меѓу нас како човечки суштества и да не го изгубиме тој емоционален, когнитивен и убав начин на однесување. Кои се очекувањата кои што ги имате по завршувањето на овие 3 дена? Прашањата се однесува и до двајцата, или дали тоа ќе произлезе од ова што ќе се случува во овие 3 дена во Скопје и нови соработки и секако нови правци кои што треба да ги проучувате во педиатријата. Прво морам да бидам среќна да ви кажам дека уште вчера како разговаравме и заедно со управниот одбор од педиатриското здружение со останатите членови, професорот ќе има можност да ги запознае сите и така да имаме и една посебна средба за тоа каде ќе биде иднината на Македонија во оваа интернационална педиатриска асоциација. Желбата ми е дека не ги ни посетил другите балкански земји колку што ја имаше желбата да дојде тука, веројатно и нашата енергија го привлече, нашето сонце и многу други работи. Верувам дека ќе влеземе во тие високи комитети кои што се формираат и на ниво на светот. А очекувањата е веќе го прашува, what would you expect and what would you make like a keynote message for as a conclusion prior to starting the pediatric school that we could take as pediatricians for the future? One important thing is that
the medical doctor or the pediatrician should target his patient as if he is small, small or children, like his son or his daughter. If he is at the same age, like his brother. Yeah. Or if it's bigger than him, he should consider it as his father or his mother. So this is an important. The medical doctor, the pediatrician, is a human being. It's not a technician. It's not, doctors are not technicians. Doctors are human beings dealing with humanity in a holistic approach, the children, the environment, and the society. That's my first message. Second message, keep on working in Macedonia with improving the child care. I'm so happy that, and I have seen the program. The program is so exhaustive that it's covering every kind of subject, and it certainly will improve the care of the children in Macedonia. Rights and dignity are very important for us to bear with. Thank you for inviting me to this distinguished channel. Тоа што го посочува 2-3 пати мојот драг колега е тоа дека мораме да го размислуваме детето и да му придеме како вистински од еден холистички, значи комплетно да го гледаме и понекогаш дури да се симнеме на негово ниво ако сакаме вистински да ја добиеме информацијата назад. Ние како лекари треба да сватиме дека треба детето да го гледаме како наш пријател, наш другар. Тој доаѓа со мака, со болка и многу е важен тој приод што го има педијатарот кон детето и тоа е исклучително важно во однос на сите други медицински професии. Детето не е возрасен во мало. Вие не можете со него да комуницирате исто како со возрасен. Често пати знае многу да ги каже работите како што нормално има страф од лекари и тоа да го едноставно заборавиме да му приоѓаме како на свое дете. Тоа е првиот дел. Вториот дел, гледајќи ја програмата во која опфаќаме сите сегменти од педиатријата, вклучувајќи го и главчето, вклучувајќи бубрези, вклучувајќи хормони, вклучувајќи многу други работи, пубертет, се што е поврзано со детето од 0 или од минус 9 месеци до 18 години, ќе биде опфатено и на крај ќе донесеме заклучоци. Она што еве сакам да го кажам и пред сите е дека првпат ќе имаме во сабота лайв стриминг или одење директно со сите што се примарни педиатри или главните оние отворачи на вратата на здравјето на децата ќе бидат на сцена ставени и ќе можат родителите со своите дечиња сите тие енигматични прашања да ги поставуваат и плюс децата кои што цртале додека биле во болница или онколошки болни дечиња ќе имаат цртежи кои ќе бидат исто така дадени како донација, односно можност да се купат и да имаат некаква радост и за нив бидејќи седењето во болница некогаш на вистина чини живот. Професорка, за самиот крај ги споменавте родителите и во време на многу информации и дезинформации, колку е важно родителите да го одберат вистинскиот професионалец педијатар со цел да биде нивното дете во добро здравје. Јас имам една... А сепак да не влијаат, нели, сите оние работи кои што секојдневно излегуваат на социјалните мрежи. Знаете како, убаво е кога ќе имате доверба во лекарот. Јас велам сите нешто поминуваме низ тие лавиринти, одиме надвор, се доедуцираме, е убаво да се искористат тие потенцијали што ги имаме, а ги имаме. Јас знам дека професорот дојде тука затоа што го препозна тој потенцијал што постои тука. Понекогаш сами ние си правиме одредени ситуации без потреба, бидејќи потенцијалот е во нас, ние го имаме, едноставно само треба еден убав сублимат што ќе се случи токму овие денови. Повторно да се обединеме заедно. Независно од сите ситуации што постојат околу нас, ние сме едни. Тие доктори кои се грижат за здравјето на децата. И тука за тоа нема цена. Мојата последна реченица ќе биде: верувајте ме сепак на вашиот лекар, затоа што на крајот на денот и тој е родител, што кажа професорот, и тој е некоја баба, и тој е некој дедо, и тој знае како изгледа кога му го доверуваат детето, како да е негово. Благодарам многу и на двајцата што денеска успеавте да издвоите време и непосредно пред отворањето на Балканската школа на педиатри дојдовте во Македонија наутро. Благодарам на телевизијата што ни го возможи овој простор да можеме едноставно да се допреме до гледачите, бидејќи само така ќе функционираме како едно.